Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. Денешното видео гласи: комуницирајте родители со вашите деца на нивниот природен детски јазик. И ова видео продолжение од претходното видео. Шефали овде зборува, понатаму продолжува дека најголемите тригери кои што се случуваат во односот родител-дете и најбрзо родителите пламнуваат кога дознаваат дека децата ги лажат. И токму за ова Шефали ни дава еден свој пример од незиното професионално искуство, кога кај неа дошле еден татко и еден син, токму заради овој проблем, затоа што родителот сватил дека после неколку месеци како неговиот син го лажел во врска со оценките на факултет. Во почетокот синот му оддавал впечаток дека се било под контрола, дека испитите сите ги полагал, меѓутоа подоцна дознава таткото дека синот го лажел, дека не положил ниту еден испит и не знаејќи како да се соочи со својот син, како да го реши проблемот, доаѓа кај Шефали и веднаш го кажува своето разочарување, својот гнев, својата фрустрација со зборовите: синко, јас тебе не те воспитав да бидиш нечесна и неискрена личност, цело време те родителствувам, те учам да бидиш искрена личност, а ти види се во што си се претворил. Си се претворил во најголемиот лажго на светот. Како не се срамиш и како не се почитуваш самиот себе си. После ова јас не знам дали ќе можам да ти верувам повеќе. И додека ги кажувал зборовите, му ги упатувал овие зборови на синот, Шефали го наблюдувала синот, забележала како тој нагло го наведнал својот поглед и како овие зборови што му ги упатил татко му силно го повредиле, го погодиле. И Шефали во тој момент, откако се доискажал таткото, го прашала таткото. Таткото се викал Ал и го прашала: Ал, дали можеш навистина да разбереш зошто твојот син те лажел? Или дали воопшто можеш да разбереш зошто луѓето лажат, зошто влегуваат во лаги? Зарем не мислиш дека твојот син те лажел бидејќи се плашал да ти ја каже вистината и се плашал од тоа, од твојот гнев, колку силно ти ќе изреагираш на сето тоа, и затоа што твојот син се грижел за тоа како ти ќе реагираш? И таа одговорила: да, вистина, лажењето на површина изгледа како многу негативна работа, меѓутоа ако навлеземе подлабоко, да го изанализираме однесувањето на твоето дете, зошто тој се одлучил да постапи така, може ќе се види дека пред се луѓето личноста лаже затоа што од две причини. Прво, затоа што не сака да се соочи со гневот на другата личност, и второ, затоа што не сака да ја разочара другата личност. И кога Шефали ова го кажала, таткото малку подзастанал, направил пауза, се смирил и тој се насмевнал чудно и тогаш ја одговорил на Шефали: Шефали, знаеш зошто вака јас тивко сега се насмеав во себе? Затоа што се сетив дека и јас го лажев татко ми кога бев во средно училиште. Имаше период кога татко ми ме носеше секоја недела, неколку дена во текот на неделата пред домот на професорот по музичко, каде требаше да одам на часови по виолина, да свирам на виолина. Јас тоа го мразев, но тоа беше исклучително важно за мојот татко. И почнав да ја играм играта на мојот татко. Половина од времето не правев ништо, но половина од времето одев во блискиот парк и играв кошарка со моите другари или воопшто не правев ништо, само разговаравме.
Меѓутоа, после неколку месеци, мојот татко разбра дека го лажев, дека не ги посетував часовите по виолина, тоа му го соопшти мојот професор, и татко ми тогаш доживеа шок. Не можам да го искажам срамот кој што го чувствував во моментот кога татко ми почна да ми вика, да го искажа својот гнев спрема мене, а јас во тој момент сакав само да му кажам: тато, јас не сум лажго. Само мене ми беше страв да го искажам моето мислење, да го искажам мојот став, да го искажам она што навистина го чувствувам. Но овие зборови никако не излегуваа шефали од мојата уста. И така мојот однос со мојот татко за секогаш се промени и до ден денес јас немам добар однос со мојот татко. И тогаш тој уште и додал дека сега навистина шефали гледам како јас се однесувам на истиот начин како и татко ми, како тој што се однесуваше спрема мене, така и јас сега се однесувам со својот син. Зарем тоа не е толку многу иронично? И шефали во тој момент, слушајќи го таткото, се почувствувала на некој начин полесна во разговорот со родителот, затоа што сватила навистина колку брзо овој родител се соживеал со својот син, влегол, се поврзал со искуството на своето дете. И шефали, постојано во овој контекст им зборувала на родителите кои доаѓале кај неа со ваков сличен проблем, како им објаснувала се раѓа, како настанувала лагата, и таа им ги упатувала зборовите, им давала совети. Родители, ако вашите деца не се чувствуваат доволно безбедни со вас, не се чувствуваат доволно сигурни со вас, да можат да си го изразат она што го искажуваат, и само ги контролирате, при тоа природно е дека вашите деца ќе ве лажат. И тие тоа го прават единствено само за да се заштитат, да го преживеат вашето разочарување и вашиот гнев. Тие лажат затоа што се грижат за вашите реакции. И таа вели, навистина тешко е ова, родители, да го разберете, затоа што ние живееме во една култура која долго време не уверува да веруваме ние дека сите лаги треба строго да се казнат. Меѓутоа, овој концепт вели дека е навистина многу површен и тој не влегува во суштината на самиот проблем. Не го дава решението на вистинскиот проблем за лажењето. И вистината е дека лажењето, како и многу други слични однесувања, се знаци дека всушност испод тоа однесување нешто сосема друго се случува со детето. И ние како родители, ако не сакаме тоа да го разбереме, само гледаме на површните однесувања, на површната комуникација, и дека од видик ќе ги изгубиме вистинските причини за она зошто нашето дете влегло во една состојба да сака да не лаже. И затоа им вели на родителите, ги советува родителите дека родители, доколку ние кога забележуваме дека нашето дете не лаже, не влеземе во едно подлабоко преиспитување и на однесувањето на детето, и на неговата комуникација, и на нашата состојба, тогаш нема да можеме да го решиме проблемот. Меѓутоа, ако почнеме да си ги поставуваме прашањата, например, што е она кое што се крие испод однесувањето на моето дете, или што е она што јас не можам како родител да го согледам, да го видам, зошто моето дете се однесува на начин на кој што се однесува во овој момент, што го предизвикало неговото лажење, ние и текако ќе можеме тогаш да се зачудиме и да се изненадиме од одговорите кои што ќе ги добиеме. Зошто? Затоа што целото наше нефункционално родителствување и егоичното однесување кај нашите деца
се случува токму поради тоа што нешто подлабоко негативно детето искусило и го чувствува. Затоа што сите оние однесувања, надворешни однесувања, надворешна комуникација која што се случува со нашите деца е длабоко поврзано, значи пред се е предодредено од она што детето внатре го чувствува во себе. И токму поради тоа Шефали вели дека родители ние мора да се научиме да ги декодираме да го декодираме површното однесување и површната комуникација со нашите деца, особено кога станува збор или кога ги забележуваме децата дека лажат. Значи тие однесувања и таа комуникација кога не лажат нашите деца треба да не биде знак дека нешто сосема различно и многу битно и негативно се случило кај нашите деца, и тоа е она кое што треба, значи, вистинскиот корен да го преиспитаме за да дојдеме до вистинските причини. И ако ова нешто на крајот го разбереме, тогаш целата енергија која што ние како родители инаку, кога не лажат децата, вообичаено која што ја имаме, да ги срамиме, да се отргнуваме од нив, да не сакаме да се оддалечуваме од нив, и како ќе се промени од една таква состојба, ние влегуваме во состојба на разбирање. А кога ги разбираме нашите деца, тогаш влегуваме во сочувствителност, влегуваме во емпатија и природно е да влеземе во една природно разбирање, значи автентично поврзување со нашите деца и да можеме да влеземе во природниот јазик на нашите деца. Кога ги разбираме децата, ние всушност комуницираме со природниот јазик на децата. Природниот јазик е автентичниот јазик на децата и ние се подредуваме со нивната автентичност, а автентичноста подразбира свесност. Значи ние во тој момент свесно делуваме со нашите деца и одиме во насока да се поврземе на еден многу подлабок и многу посвесен начин. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.